Ова утро ќе го отвориме во разговор со господинот Драган Тилев. Добро утро, господин Тилев. Добро утро. Драган Тилев е еден од најдобрите експерти во Македонија и тоа би рекол едно 30 на години. Нема да се издадеме колку долго сме. Кои се занимаваат со европските интеграции, висок службеник државен во секретаријатот за евроинтеграции со години, во различни екипи, постави политички и така натаму, меѓутоа секогаш во првите редови на она што значи некаков процес на преговори и така натаму. Добро, преговори немаме, ама имаме многу напор за да дојдеме до нив. Драган, ако смеам така, бидејќи навистина разговараме 30 години за овие теми. Одамна не сме имале, би рекол, бака поволен, ја нема да кажам добар извештај на Европската комисија, он е добар меѓу другото, ама би бил уште подобар кога би се занимало со оценки за како напредуваме во преговорите. Меѓутоа, извештајот е навистина, и јас ги следам тие работи многу години, е едно, како да кажем, една оценка за стабилизирање на државата во таа насока. Констатирани се, нема тука спектакуларни оценки во смисла на тоа дека ние не знам каде одиме со не знам која брзина, бидејќи ние си ја знаеме државата, нема потреба Европската унија да ни открива нешто што самите не би го знаеле, но сепак е една во крајна линија, особено споредено и со регионот, ако тоа е некаква утеха на крајот од краиштата, е еден поволен резултат и е нешто што би навестило евентуално дека во многу од областите за кои кога би отвориле преговори, преговорите би течеле конструктивно. Дали е таа оценка точна прво? Па да, може генерално да се каже дека таа е точна. Благодарам на убавите зборови за почетокот и отварањето. Години поминаа од како веќе почнав да се бавам со оваа проблематика и останав тука затоа што секогаш ми е нова, ми е интересна, секогаш нешто се случува и човек учи секој ден по нешто ново. Скоро негде напишав дека ни е ова јубилејниот 20-ти извештај. Првиот извештај беше под процесот за стабилизација и асоциација 2001 година, односно годишните извештаи започнаа од 2002 година, што значи дека секоја година, помалку или повеќе, ние ги читаме овие извештаи. Од тоа што разликата е во првите извештаи беа 10 на 15 страници, сега се тие веќе со 150-60 страници, ако заеме вкупно со сите анекси и се она што во нив се гледа, што значи дека обсервацијата зголемувањето од погледот или изострувањето на погледот од Брисел секоја година се повисок и повисок. Може ли да прашам, бидејќи и минатиот пат кога се видовме, а и пред тоа беше во прашање о введување на францускиот нов начин, нели, барањата и така натаму. Има ли фактичка интервенција со таа нова методологија, тоа значи поголема вклученост на амбасади и локални представници, односно европските земји членки, а не само Европската комисија, во овој извештај реално има ли некаков ефект од тоа? Бидејќи во првото обраќање не успеав да дадам оценка, оценката е добар. Значи извештајот може да се оцени за добар ако го споредиме со претходната година и со претходните години, и да, во новиот извештај потполно се рефлектира веќе и новата методологија, односно новата структура. Многу ми навелат тоа е само прегрупирање или регрупирање на поглавјата кои што ни се познати, 33 поглавја, сега се сместени или регрупирани во 6 поглавја. Меѓутоа, јас секогаш се обидувам да гледам малку подалеку и како тоа ново прегрупирање, односно новата методологија, ќе се одрази на работата дома. Ние секако ќе треба исто така од наша страна да се прегрупираме, да се реорганизираме, бидејќи оваа нова методологија за зајакнати пристапни преговори. Што значи дека тоа е подготовката за преговорите. Или извештајот од една страна нуди проценка и оценка за тоа што се направило во изминатите 12 месеци, тоа е оној напредок во самиот извештај, но има и еден втор елемент, втора оценка, која што е кумулативно вкупната подготвеност на државата за почеток на пристапните преговори, односно каде сме ние во транспозицијата на европското законодавство, што досега сме постигнале, каде Европската комисија смета, за сега е само Европската комисија, смета дека треба да дадеме поголем фокус
новата методологија, сосема со право вие и констатиравте во вашето прашање, дека веќе им дава поголем простор на земјите членки да се вмешаат, условно кажано, во проценките и оценките, што е една новина, не дека тие и досега немале можност да учествуваат со своји прилози, со своји оценки, со своји сугестии, меѓутоа веќе тоа се институциализира и во рамките на Европската комисија, каде што Европската комисија ќе мора да ги доставува извештаите, драфтовите на нивните извештаи до земјите членки и да ги прибира нивните мислења, односно оценки. Што значи тоа во техничка смисла, бидејќи вие се занимавате, Драган, долги години во смисла на не она политичко подготвување, кај што се разбира учествувате и со своји ставови, меѓутоа во разработката на целата материја. Тоа значи дека вие каква е активноста во Скопје сега? Зголемен е бројот на средби со представници на амбасади, така натаму, и тоа сепак само во Брисел се случува? Не само во Брисел, туку и кај нас. Меѓутоа, знаете, за секоја новина да си легне, треба некое време. Веројатно и тие, односно амбасадите или представниците на земјите членки во нашава држава треба да се прегрупираат, односно и тие да се зајакнат, за да можат коректно тоа на дневна основа да го прават и да го следат. Инаку да, во Брисел сите постојани представништва со своите постојани представништва на земјите членки на Европската Унија се вклучени сега се повеќе и повеќе и во самото подготвување на извештајот. Едно е во подготвувањето на извештајот на Европската комисија, значи тука правиме една мала дистинкција затоа што извештајот се подготвува од Европската комисија со сите инпути кои што може да ги добие од кај нас. Ние на пример 2 пати годишно даваме прилози од наша страна. Даваме на некој начин детален отчет што правиме, што сме направиле, 2 пати велам во годината, пред да се заврши нацртот на извештајот. Делегацијата на Европската Унија е вклучена максимално, а со нив сме во секојдневна комуникација и земјите членки веќе повеќе се интересираат. Јас претпоставувам дека, велам, треба време малку да легне целиот тој процес. Следната година ќе биде тоа уште повидливо и дека тие ќе имаат можеби и своји специјализирани експерти во некои области кои што се од нивни посебен интерес. Предпоставам така и оди, например, не знам, данците или холанѓаните ќе забележат нешто, а потоа вие предпоставим велите, добро, имате ли вие експерти да ни помогнат за ова? Или повторно оди преку Брисел? Овде веќе не станува збор за тоа дали ќе ни помогнат или не, бидејќи тоа е една друга димензија, друг агол на самиот процес. Овде ка станува збор за тоа кои прашања нив ги интересираат, од посебен интерес се за нив, дали е тоа во бизнис секторот, дали е тоа во политичкиот дел, дали е тоа во владењето на правото од аспект на ефикасноста на судството, можеби некоја од тие држави има некои судски спор, па е посебно заинтересиран за тоа. Има и такви билатерални аспекти. Се разбира, тоа е дел од извештајот. Вас ве следат не само за тоа како го транспонирате законодавството, туку уште повеќе, и тоа се повеќе и повеќе ќе се случува, како го имплементирате законодавството. Ако веќе стане збор за имплементација на законодавството, тогаш е колку институциите се ефикасни во примената на законодавството, колку судството е ефикасно и колку е необјективно при процесуирањето на таквите предмети. Значи, тоа е една линија на интерес, друга линија на интерес, која што ние секако ќе мора да ја земеме во предвид. Земјите од соседството, тоа е Бугарија, тоа е Грција, посебно ќе бидат заинтересирани за начинот на кој што се имплементираат билатералните договори во делот на оценката за добрососедските односи и тие секако ќе имаат своји специјализирани експерти во одредени области кои што се од интерес за имплементацијата на билатералните договори. Добро, тука сме заглавени и нема да мрднеме како што стојат работите. Јас ги читам и последниве изјави што доаѓаат од Софија и така натаму. Тешко дека ќе се отвори некаков прозорец во таа насока и има разни најави и така. Ајде да речеме дека ќе видиме. Ќе помине уште една година, следната година ќе го дочекаме повторно негдека во октомври ова извештај и така натаму. Што реално ние можеме да правиме? Не велам дека не можеме, меѓутоа прашам што реално можеме да правиме во оваа година во која што е известно дека ќе останеме блокирани во
суштинското напредување, отварање на фактички преговори со Европската унија. Има ли можност, како да кажем, бидејќи со години, ние веќе 15 години и повеќе сме, од 2005 сме во овој процес, и се нешто, како да кажем, дека тоа како малку ми изгледа како автомобил дигнат на столпчиња, па врти, до душе вртењето произведува некакви трошоци и сето тоа, меѓутоа колата не се придвижува. Уште една година таква што ќе значи во однос на овој извештај во споредба со идниот? Морам тука малку да не се согласам сосема со вашата интерпретација, бидејќи тркалата се на земја постојано и тие постојано се движат. Брзината со која се движат зависи од политичкиот импулс кој што ние го добиваме преку тоа дали е одлука донесена, дали преговарачката рамка е усвоена, дали сме ги почнале преговорите и така натаму, но процесот како таков постојано се движи. И во моментите кога нам ни се чинело и имало години кога сме стоеле, имавме години кога назадувавме во одредени области сепак си се движеа работите затоа што законодавството и понатаму си се усогласуваше. Ние од аспект на стручни служби, не само на секретаријатот за европски прашања, па дури и помалку на секретаријатот за европски прашања, уште повеќе на стручните служби на надлежните линијски министерства, знаеме што треба да се прави, односно имаме веќе одредена агенда со години наназад и таа ја упразнуваме. Јасно ми е мене тоа, меѓутоа, повете се, може да се случи, тоа го гледавме и во процесите и во други земји, тоа кај нас се случува со децении, паѓаат влади заради програмата што треба да се спроведува со Европската унија. Доаѓа влада која што и во овој извештај констатирано дека испорачала се што било барано, таа влада ќе падне заради Брисел. Да бидеме јасни на чисти, бидејќи голем дел од незадоволството е предизвикано и од тоа што немаме напредок во таа област, а таа област е една од централните точки. Може ли да се случи да, може би е дојде време да добиеме антиевропска влада во Македонија, може би така подобро ќе се створи клима да, бидејќи се е тоа во ред тоа што го разговараме со децении, не со години и така натаму, меѓутоа наш суштинскиот резултат не ни доаѓа, правиме огромни компромиси и така натаму, и сега треба да дојде повторен период во овој нареднава година во кој што политичкото, како да кажем, политичкиот речник ќе го задуши овој стручен експертски дел кој што треба да поминува и на крајот и следната година ќе се соочиме со уште еден извештај во кој веројатно ќе се констатира дека добре напредувате, ама нема кај да одите. Клучната точка околу која што практично се дебатира и се дискутира наназад години и веројатно и во наредниот период ќе се дискутира е токму во ова што сега го кажавте, политичкиот амбиент, политичкиот речник, што ќе се користи како оценка или проценка за тоа што сме направиле, што не сме направиле и каков е извештајот, ќе влијае на општата клима за тоа колку брзо ќе се напредува во процесот на реформи. Бидејќи кога говориме за извештај, тоа е оценка на напредокот во реформите. 365 дена се работи, 365 дена се пишува извештајот, се објавува во еден ден, фокусот и светлата се свртани тогаш на самиот извештај, едни го читаат она што е добро во извештајот и велат извештајот е многу добар. Јас сум од оние кои велат тие што велат дека извештајот е многу добар, тие не го добро прочитале извештајот. Едни викаат извештајот е многу лош, тие што велат дека извештајот е многу лош, не го разбрале извештајот. Ова јас можам да го кажам од аспект на експерт кој чита 20 години извештаи. Значи во извештајот има и добри и лоши оценки и проценки. Добрите се на некој начин награда за тоа што сте го направиле успешно или сте го спровеле или имате некоја позитивна траекторија во вистинска насока. Лошото не е лошо, тоа се насоки што треба да направите, каде да го ставите фокусот во наредните 12 на месеци, може би година, 2-3, зависи од тоа колку комплексен е процесот за кој што станува збор, и треба државата со тие сигнали, владата, меѓутоа не само владата, комплетно општеството, тука и собранието, тука и невладиниот сектор, тука и академската заедница, сите треба внатре да влезат во процесот, да го читаат многу прецизно. Секое зборче во извештајот, бидејќи секое зборче, точка запитка во извештајот има свое значење. Не е случајно таму, тоа не е белетристика, тоа е стручна тема, тоа е стручна материја. Се чита, се анализира
и се постапува. Оценката во наредните 365 дена или по 365 дена ќе биде што сме направиле од она што е препорачано дека треба да го направиме, дека е приоритет за државата, за да можеме и понатаму да го одржиме курсот на реформите. Клучното прашање, пак се враќам, политички, ние не знаеме, нема кристална топка да кажеме дали во декември ќе добиеме и прва меѓувладина конференција, заради тоа што првата меѓувладина конференција неминовно зависи од прифаќањето на преговарачката рамка од страна на Бугарија. Да не навлегуваме можеби во таа траекторија, во тој сегмент, иако станува збор за неколку недели кои што не делат од денеска, крајот на ноември, кога Советот за општи работи и Советот за надворешни политики ќе дискутираат за Западниот Балкан, Советот за надворешни работи ќе дискутира за Западниот Балкан од политички аспект, соработка, а Советот за општи работи од аспект на проширување и овие заклучоци кои што се поместени во пакетот, овој пакет на Европската комисија со извештајот, ќе бидат предмет на дискусија на телата на Советот на Европската унија, КОВЕП, КОРЕПЕР и потоа Советот за општи работи и Совет за надворешна политика. Ако се постигне, има два момента. Едниот е да се постигне согласност за сите заклучоци, бидејќи ако се сеќавате минатата година не се усвоја заклучоците. И знаеме зошто и така натаму, позадината ја познаваме. Има тука и Турција, има тука и нашиот случај, претежно нашиот случај беше причината за тоа. Овој пат обидот на Европската комисија, односно на Советот на Европската унија, на надворешни политики особено, е да заклучоци има. Бидејќи втора година поред да нема заклучоци, тоа ќе биде лошо за целиот амбиент во кој што функционира процесот на проширување во Западен Балкан. А вториот момент е кредибилитетот на Европската унија, самите велат во своите извештаи, во своите писања, во своите изјави, зависи од тоа дали Северна Македонија и Албанија ќе ги започне пристапните преговори. Краток е временскиот период, вие рековте, можеби нема ни прозор, јас велам има прозор, но зависи кога ќе се завршат изборите во Бугарија, каква општа клима ќе се создаде и дали тоа ќе биде доволно како притисок да се откочи процесот. Нема да се реши прашањето ниту со Бугарија, ниту со Грција, со самиот почеток на пристапните преговори, меѓутоа сосема е друга климата и внатре во државата, во администрацијата, во политичкиот дискурс, доколку ги почнете пристапните преговори, доколку таа прва меѓувладина конференција се случи, следниот чекор е битен за реформите. Битен е за реформите. Ве оставам долго да елаборирате на ова, бидејќи јасно ми е дека тие сите ова е малку еден технички говор околу тоа како ќе се случуваат тие преговори и така натаму. За крај да ве прашам, мислевте дека ќе се пензионирате на оваа тема кога пред 30 години се запатите од тие? Јас по малку љубоморно си чувам одредени интервјуа, едно интервју беше дури и со вас негде многу одамна, во кое што прогнозирав членство во 2010, во 2015 и така натаму. Не се усудувам веќе да прогнозирам околу тоа, но дефинитивно членството нема да се случи додека јас се пензионирам. Желбата сега ми е не само да ги започнеме пристапните преговори, туку малку и да загазиме подлабоко во тој процес. Мислам дека треба веќе еден микс на искуство со млада сила. Младите луѓе мора да бидат атрактирани да влезат во процесот, треба една инфузија за процесот да се придвижи и да остане. Мислам дека не втора, туку и трета генерација да идува на овие млади луѓе. Се надевам дека по-оптимистички малце ќе гледаме на целиот процес. Добро. Драган Тилев, благодарам за утринско гостување. Знам дека овие теми понекогаш е важно и да се разговарат без разлика дури што се случува во самата механика и во динамиката на тоа, бидејќи ние, како што сите велат, веројатно и немаме друга алтернатива. А еве ќе оставиме мала надеж дека до декември сепак ќе се откочи процесот, барем на ова техничко ниво.